Почитувани, Регулаторната комисија за енергетика денес испорача уште еден ценовен шок за граѓаните. Поскапувањата продолжуваат, а цените на енергенците веќе стануваат неподносливи за просечниот македонски граѓанин, кој со страв го чека секој понеделник и седниците на оваа комисија. Новата честитка за граѓаните е поскапување на бензините за 2,5 денари, а дизел горивата за 1,5 денари. Додека ова се случува, власта упорно одбива да го направи она што е во нејзина моќ да ја намали цената на бензинот. Секоја година владата прави проценка за тоа колку пари ќе се слеат во државната каса од продажбата на нафтените деривати. Годинава овој износ постојано се зголемува поради поскапувањето на нафтата, што значи дека владата собира повеќе приходи по основ на данокот на додадена вредност за нафтените деривати отколку што испланирала. Таа може да покаже добра волја и само со една одлука до крајот на годината да ја преполови акцизата за нафтените деривати. Владата на Груевски и ВМРО ДПМН може да ги поевтини бензините од 10 до 12 денари по литар. Дополнително, премиерот Груевски има морална одговорност да ги намали цените на нафтените деривати, затоа што тој лично ја минуваше најкриминалната приватизација во македонската историја, продажбата на рафинеријата Окта. Во блед и неубедлив обид да ја оправда својата незаинтересираност за маката на народот, владата тврди дека во буџетот нема пари за оваа намена и дека цената на нафтените деривати одговорна единствено Регулаторната комисија за енергетика. Со овој став, премиерот упорно ги потценува граѓаните. Бидејќи лани, непосредно пред изборите, владата ги намали акцизите за бензините. Затоа е крајно неодговорно што ги игнорира сите повици да им помогне на македонските граѓани. Владата има пари за реклами, жални врви, скапи огради, фасади, споменици, а нема кога треба да им помогне на граѓаните. Ако таа се откаже од непродуктивните трошоци, парите може да ги пренамени за санирање на последиците од поскапувањата. Во време кога половина Македонија се прашува како ќе издржи престојната зима, а поскапувањата на основните животни продукти се закануваат да предизвикаат социјална криза од невидени размери, владата ноншалантно си продолжува со својата агенда. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја повикува владата итно да донесе одлука за намалување на акцизата за нафтените деривати. Владата мора веднаш да се откаже од сите луксузирања и да ги пренасочи средствата за олеснување на животот на граѓаните на Република Македонија.